Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Градоначалникот Продановски во отчетот за сработеното во првите 100 дена посочи дека поставени се темелите за развојна трансформација на Прилеп. 3 крупни инфраструктурни проекти за долгорочен развој за општина Прилеп најави Александар Николовски, вице-премиер и министер за транспорт и врски. Од утре со изложба на маски започнуваат карневалските денови Прочка 2026. Денеска информативен собир за фудбалскиот клуб Победа. Има ли шанси клубот да продолжи со надпревари во втората фудбалска лига? Од полицискиот билтен, жена пешак тешко повредена во сообраќајка во Крушево. Времето денеска променливо облачно, викендов повторно дожд. Урбан маркетинг. Среќен пат ви посакува Автоконтрол. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова. Градоначалникот на општина Прилеп Дејан Продановски синоќа во присуство на министерот за транспорт и врски Александар Николовски, прилепски пратеници, советници, раководители на јавни претпријатија, представници од бизнис секторот, граѓани се осврна на првите 100 дена од неговиот мандат. Продановски на презентацијата нагласи дека веќе во првите 100 дена се поставени темелите за развојна трансформација на Прилеп. Навистина ми е чест и задоволство што еве во духот на она што го ветивме во предизборието дека транспарентноста и честноста ќе ни бидат главните одлики во текот на мандатот. Еве и токму и оваа вечер не беше целта да правиме спектакли, туку навистина граѓаните да му покажеме дека и во овие 100 изминати дена мандат на ВМРО ДПМН во Прилеп се работеше согласно она што ни беше во предизборието како програма и особено што ми е важно и чест е што покрај она што сметаат граѓаните дека е во моментов декларативна поддршка, јас ја уверувам дека и навистина сериозна поддршка од владата, особено ова што значи присуство на потпредседателот на владата и министер за транспорт и врски, од кого што овој регион навистина доби едно ново светло, доби една нова димензија, односно ново инфраструктурно поврзување и цела комплетно програма на мандатот 2025-2029 година на општина Прилеп ќе се движи во таа насока, подобрување на инфраструктурата, подобрување на квалитетот на живот и она што и во цела кампања и во овие 100 дена е главна и основна цел или мотив е да видиме што е можно посрекни луѓе на улиците на Прилеп. Уште еднаш голема благодарност, во моето излагање ќе ги видите оние работи кои што успеавме во овие 100 дена да ги завршиме. Знам дека граѓаните имаат сериозни и големи очекувања, секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт имаме големи очекувања, но верувајте дека во овие 100 дена ова е максимумот што можеше да се направи, но не застануваме тука, не е ова само за да покриеме нешто што би требало да се случи, односно нема да се случи во иднина, туку навистина покажеме дека сме сериозни во она што почнавме и што сакаме да го направиме во овој 4 годишен мандат.
Александар Николовски, вице-премиер, министер за транспорт и врски, од Прилеп најави 3 крупни инфраструктурни проекти за долгорочен развој за општина Прилеп: интензивна градба на автопатот Прилеп-Битола, постапка за изградба и на нов автопат од Фариш до Прилеп, а во соработка со општината веќе се работи на план за изградба на обиколница. Јас сакам да кажам 3 работи кои што сметам дека се исклучително крупни и значајни за градот. Прво е, гледате дека интензивно се работи на автопатот кој што оди од Прилеп до Битола и очекувам дека во текот на оваа година ќе ги видиме и првите километри асфалт, иначе таму рокот е до крај на следната година и тој рок ќе биде запазен. Второ, градоначалникот амбициозно работи на проектна програма со цел да се направи транзитна обиколница на градот, со цел тешките возила да не влегуваат во градот, нешто што е ветувано децении наназад од многу градоначалници. Тој е прв кој што реши да прави ваква програма и еве од овдека да дадам јавно ветување дека ние како влада ќе финансираме целокупно овој проект и овој проект ќе биде реализиран во рамки на неговиот мандат, финансиските средства ќе ги обезбеди владата. И трето, во интензивни преговори сме. Мислам дека во следните месец до месец и половина ќе видите и активности во собранието за она што го ветив, а тоа е од Фариш до Прилеп исто така да одиме со автопатско решение, како Прилеп би било двете страни поврзан со автопат. Од 20 до 23 февруари Прилеп повторно ќе биде во центарот на европските карневалски случувања, одбележувајќи значајно јубилејно издание на Карневалот Брочка 2026. Годинава се слават 25 години организиран Прилепски карневал и 100 години од традиционалната заштитена маска Прилепски мечкари, препознатлива и наградувана на бројни фестивали низ Европа и светот, а од 2019 година прогласена за нематеријално културно наследство. На 20 февруари утре од 12 часот е традиционалната изложба на рачно изработени традиционални и современи маски сурати во ликовниот салон во Цепенков. В сабота на 21 февруари од 12 часот започнува детската карневалска поворка. Стартот на дефилето е од пред основното училиште Кочо Рацин па се до централната бина на плоштадот Методија Андоновченто. В недела на празникот Прочка, меѓународната карневалска поворка започнува од 13 часот со дефиле на маски и настап на жонглери, кловнови, акробати, куклари. Карневалската траса е предвидена со старт од пред Цепенков по булеварот Гоце Делчев, плоштад Методија Андоновченто, каде ќе биде централната бина. Настаните завршуваат на 23 февруари понеделник со одбележување на чист понеделник. Традиционалниот заеднички ручек со Сдруженијето Прилепски мечкари ќе се одржи напладне во манастирот Свети Ѓорѓија Присад. Дел од раководството на фудбалскиот клуб Победа попладнево организира информативен собир за фудбалскиот клуб Победа, на кој ќе присуствува извршниот директор на клубот Филип Илиовски. Се уште е отворена вратата и сега и надеж дека клубот може да продолжи со надпревари во втората фудбалска лига. Предходно со соопштение клубот информираше дека се повлекува од надпреварите. Од полицискиот билтен, жена во Крушево тешко повредена од автомобил. На 18 февруари во 11 часот и 15 минути на улица Мише Ефтин во Крушево патничко возило Опел со скопски регистарски ознаки, управувано од ПП 36 годишен од Прилеп, удрило во пешакот СА 54 годишна од Крушево. По несреќата, пешакот бил пренесен во општата болница Борка Талески во Прилеп, каде и биле констатирани тешки телесни повреди. На местото на настанот увид извршила увидна екипа од ОВР Крушево. Временска прогноза. Времето денеска претежно облачно, во Прилеп максималната температура достигна до 10 степени. Продолжува периодот на дождови и нестабилно време во земјава. Денеска, особено во ноќните часови, под влијание на нов влажен бран, ќе има повремени врнежи од дожд, на повисоките места од дожд и снег, а на планините од снег. Врнежите ќе бидат пообилни во западните делови, до 25 литри на метар квадратен, а локално ќе има услови за појава на грмежи. Во деновите од викендот времето ќе биде променливо облачно и постудено со умерен до засилен северен ветер. Од понеделник ќе преовладува сончево време со пораст на дневната температура. Временска прогноза.
Продукција Радио Пела, февруари 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола